Здраво и добро дојдовте во уште една емисија на Границата на непознатото, каде што завршува логиката и започнува вистината. Ова е вистинското место и тука ја зборуваме само вистината. Пред да започнеме, би сакал само да кажам едно голямо фала прво на вас за огромната поддршка што ни ја давате. Искрено не очекувавме толку да имаме и пораки, и поддршка, и добар глас од вас, така да искрено благодарам за ова. Нели пред се и над се да им се заблагодариме и нашите поддржувачи. Тука е Велур, најдобрите ногти во градот. Дојдете и уверете се, исто така и Деливио, најдобриот кетеринг сервис и најдобрата и најбрзата достава во градот и пред се највкусна храна. Ви колку брзо завршуваме кога немаш 2000 спонзори као Лазаров, а? Лета. Окей. Денешнава тема е... Денешнава тема ќе разговараме за старите текстови, за пророштва, за скриени символи. Нели низ вековите човештвото оставало своји записи на камен, на папирус, не знам, во книги, на пештери, нацртани и така натаму. Некои текстови кажуваат за распад или пат на некои цивилизации, некои предскажуваат војни, земјотреси, некои кажуваат за крај на светот. Денес можеме да сретнеме многу символи. Секој символ има свое значење, секоја религија го толкува на посебен начин, така да вечерва навлегуваме и во светот на древните текстови. Ке зборуваме за нив и за човечките цивилизации. Надја, да започнеме со тебе. Ајде да започнеме. Да започнеме денес. Прво вака јавно ти кажам, ти благодарам што сообрасила денес да доеш и да снимаш и покрај проблемот кој што го имаш. Се надам дека е окей. Окей, јас сум во задоволство. Така, фала ти искрено и вака јавно сакам да ти да го кажам тоа. Дали мислиш дека старите цивилизации навистина знаеле нешто што ние денес не знаеме? Да. Да започнеме така оваа тема денес. Најдиректно. Директно. Да. Најдиректно, да. Дури да не мора да е нешто, не знам, вау, нешто преогромно, нешто, како да кажам, паранормално, не знам, вонземини во така натаму. Не мора да е такво нешто. Без разлика, по старите цивилизации нормално е да знаат нешто што ние не знаеме. Причина зашто многу работи нема денеска. Многу работи исчезнале. Многу суштества исчезнале. Така да... ама тоа е општо, инаку специфично за некој по така, како да кажам, како се изразам, возвишени знаења. Во тоа време од сега? Да, и во тоа верувам дека сигурно знаеле нешто што ние не го знаеме. Така. Јас се согласувам со ова, затоа што има многу работи кои што се случиле тогаш во тоа време и траат до денес и се мистични и мистериозни и денес. Ајде да започнеме со книгата на Енох. Енох усвари е и прадедо му или дедо му на Ноe. Ноe или со потопот, арката. Да. Така. Тој бил негов прадедо или дедо, сега не знам точно, кој знае нека ми исправи. Таа можам да кажам со сигурност дека е една од најмистериозните древни текстови. Во неа се опишани богови, небесни појави, тука се споменува и паднатите ангели. Тоа е многу интересен дел од оваа книга. Тука малце ќе се задржиме сега.
Не знам колку го знаеш тој податок, во неа се зборува за паднатите ангели. Пишува дека биле паднати на земјата 200 ангели, кои што дошле и се измешале со тогашните луѓе, да кажем, и настанале некој народ на ја не знам точно како е назива, да не тропнам глупост, настанува нова цивилизација, нов народ, кој што е многу висок, тоа се джинови усвари, кои што се премногу силни и тоа биле народ настанат од мешање на ангели со луѓе. Сега колку ти веруваш во оваа приказна? Колку оваа приказна ти е прифатлива? Па прв пат ја слушам и од ова што слушам не знам баш. Да, тоа се пишува буквално, тоа е можеби најглавниот дел пред се друго што пишува во книгата. Тоа е нешто што е највпечатливо и се споменува дека нели Бог се налутил тогаш и сега пак кажувам што пишува во книгата, ниту тврдам дека е точно или дека е така. А ти веруваш во тоа? Не знам дали верувам. Можеби имам некое као двоумење, можеби е да, можеби не. Не го отпишувам дека било, ама не сум ни 100% сигурен. Ја не знам за таквите работи. Зошто? Затоа што исто во книгата се предвидува и потопот. Во книгата на Енок пишува и за потопот кој што ќе биде. Пишува за Ноe. Што значи дека кажува не да работи кои што се вистините. Да, тоа може да е така, но мој мислење, по старите цивилизации, мислам дека имале уште поголемо верување во богови, во Мислам имале побујна фантазија. Во моќ, да. Ама не е ни фантазија, тоа тогаш било и видна контрола некако и го користеле за се, тоа што им читано, и они имале многу поголемо верување и затоа и мислам дека има и многу легенди и приказни вакви, пример. Се согласувам, да. Затоа велам, не сум 100% сигурен дека постои, меѓутоа не ги отпишувам. Затоа што не знаеме што се случило, а постојат тие записи, постои таа книга, така да се останува мистерија. Сега исто пишува во книгата дека тие 200 ангели биле затворени и ќе очекуваат судниот ден. Друга работа што е интересна во книгата, пишува дека Енокс бил шетан низ различни галаксии, гледал различни светови и така натаму. Така да се спомнува и малку вонземјани во самата книга, што е исто така интересен факт за тоа време. Пишува дека буквално патувал не знам, различни галаксии, посетил, видел различни цивилизации. Пишува дека во визија го има видено и тронот на кој што седи Бог, дека бил со пламен и дека ангели го чували, така натаму. Бујна фантазија, интересно звучи. Некам да навредам некој или нешто, ама овој да не земал нешто. Не знам. Не знам, али интересно, стварно интересно. Пак ќе кажам, не можам да негирам, не можам да потврдам, ова е нешто што постои. Исто така пишува за визии за крајот на светот, за уништувањето и така натаму. Има многу шифри, има многу символи во самата книга и интересно е што многу голем дел од тие текстови шифри и денес научниците ги анализираат и немаат конкретен одговор. Така да како би имале конкретен одговор за толку огромна фантазија? Па, тоа е тоа, они буквално научниците се трудат за да најдат одговори, се негираат, меѓутоа овој дел него негираат или интересно исто тоа што ти кажував, кога патувал, он има буквално опис на суштества што не се од нашава земја. Он ги опишува вонземјаните. Сега, ако дојдеме на тоа и веруваме дека постојат вонземјани, можеби на вистина во тој момент бил грабнат. Или можеби не грабнат, условно кажано грабнат.
Не ми е јасно како може да го докажат тоа, дека е вистина. Сега никако не можеш да го Па докажеш. зашто го анализираат, не разбирам. Работа на научниците да докажат веродостојноста. Па како може да докажат нешто? Како може да докажат дека он записите, одел? никој докаже, затоа не можеш никогаш да го докажеш. тоа. Можеш само да го споредуваш со некои денешни случаи. Каде што дали зборувавме за грабнување на луѓе кои што биле грабнати и така натаму и кои што или веруваме дека можеби стварно на оваа галаксија има некој друг, можеби навистина биле поблиски тогаш со луѓето. Пак ќе кажам, ова се останува интересна мистерија која што ќе се разработува, мислам дека уште долго. Но тоа да, секоја мистерија се разработува. Свитоци од мртвото море. Тие се пронајдени 47 година кај Кумран пештерата. И ова е интересно дека уствари во тие свитоци е запишан целиот Стар Завет од Библијата и уствари тие се ставени споредени се и тоа е буквално тоа едно исто. Сега има делови кои што ги нема, кои што не се ставени, а во тие се опишани, во тие свитоци се опишани буквално апокалиптички визии, предупредувања пророчки и така натаму. И тоа до ден денес, исто како и книгата на Енокс, така и овие свитоци, до ден денес научници ги работат, ги гледаат, ги истражуваат. Затоа што ова е па многу поверодостојна работа. Првиот запис кој што го имаат е буквално од 247 година пред нова ера или 245 година пред нова ера, што значи дека тие свитоци се стари повеќе од 2000 години. Повеќе од 2000 години и обстанале и буквално е опишано тоа што сега го пишува во Библијата, го пишува и на тие свитоци. И научници усвари на тој начин го истражуваат како се пренесувало, да го кажам, Светото писмо, како е било пренесувано Библијата од тоа време па до сега. Па ете како. И од човек на човек. Па интересна работа, да не е ништо променето. Библијата е многу интересна на тема за разговор. Ќе имаме една таква емисија можеби во иднина каде што можеби ќе биде со нас и некој свештеник па да разработиме таа тема малку на широко и на подлабоко. Може ја немам читано, така да би сакала да... Стварно? Да, ја немам. Никош не сум се зафатила за жал. Ама, тоа. Али убаво да си ја читкаш од време на време. Збориме за Светото писмо и следно доаѓа Ѓаволската Библија. Ѓаволската Библија или Кодекс Гигас. Ова е многу јака, мислам, јак момент и интересна работа, што знаеш за неја нешто? Знам нешто. Не многу. Многу интересна работа е што, мислам, зашто ја викат Ѓаволската Библија, затоа што легендата кажува дека монах бил казнет и он кажал дека ќе напише Светото писмо за еден ноќ, за еден ден. Да, тоа го знам. И што се случува, буквално седнува вечерта и мислам не е нормално да напишеш толкава книга за една ноќ. Затоа што книгата е околу 1 метро голема, 95 сантима, тежи околу 75 кила, така да тоа е топ хартија кој што тешко дека ќе го напишеш. Не читав дека они гледале на кој начин е напишано, научници истражувале и дека фактички самото пишување покажува дека стварно било напишано у една вечер, така да се каже, вака константно. А такво нешто напишано би требало околу 25 до 30 години со повеќе луѓе. А овој еден бил. И легендата нели кажува дека направил пакт или договор со ѓаволот, си ја продал душата на ѓаволот и ѓаволот му ја напишал за еден ден. Зашто е ѓаволска Библија, за тоа да кажем, затоа што има една цела страна илустрација
На ѓавол. буквално ѓаволот нацртан. Ќе видиме што можеме слики ќе им убациме на Ќе ставам видео, тука сликата. чисто да Да ја видат. како што тај овде. Тука. Како што правиме стално некоја слика, чисто да видите сликата. Пак ќе кажам, и ова е вид легенда, и ова е предание, кое што никако не можеме да бидеш сигурен дека се случило. Не може, но еве специфично за ѓаволскава Библија. Буквално докажале дека било напишано во една вечер. Секако тоа е можно, нема шанси човек, сам не, никој човек не е толку способен, толкава книга 75 кила хартија е тоа. да, Тоа е да многу. напише у една вечер. Тоа минимум 25 до 30 години требало. Се пак ќе кажам, можеби барам изговор сега у моментов што се случило, а можеби човекот нешто работел скришно претходно 20 години, па на крај рекол, ај утре ќе ви кажам. Знаеш, не можеш да потврдиш ништо. Можеби така било у тој момент, као си ја криел книгата и еве ја што направи за една ноќ. Пак ќе кажам, не знам, али се е интересно да се каже и да се види и да се прераскаже. Дали мислиш дека некои книги намерно биле сокриени од јавност? Да. Зошто би сокриле, не знам според тебе. Знаеме дека има, јас се согласувам, посебно у Ватикан. А што ти мислиш? Па не само за книги, не съм многу работи со кријата, не е специфично. Има некои книги што знам дека држат нешто, што ги држат одговорите на многу прашања за земјава, за се. И такви информации не треба да стигнат до јавноста. Тоа е мој мислење. Да не направиот, не знам, као забуна, као паника. Може тој правиот збор. Па не само паника, да, паника дека ќе направи ке, ама може и многу расправи да се случат, зашто и да е 100% точно, пак ќе има луѓе што едноставно нема да веруваат и тука ќе се случи хаос, може да се случи и ќе ја држиме таа моќ на тие одговори. Кој знае? Баш имаше една теорија што ја читав, е дека причината зашто не ги знаеме одговорите за универзумот општо, за такви работи, возвишени, огромни работи за земјата, е дека ако ги дознаеме, нема да постоиме веќе. На вид начин го објаснува, не знам се кој беше, ама тој што го напише тоа теоријата, што ја напише теоријата, го објаснуваше како моментот кој ќе дознаеме за тие работи и ќе добиеме тие одговори, како да боговите ќе се наљутат и ќе не уништат као. Да. Аха. Се не мора специфично дека ете боговите ќе се Да, као достави, знаете све више и нема потреба да живее. Да. Па зашто реално интересна теорија. Убавината е и во тоа да не знаеш. Така да Има убавено и во тоа. има убавено во тоа. Дали мислиш дека религијата и мистиката си испреплетени меѓу себе? Дека се Испреплетени онака религиите? и мистиката. А религијата и мистиката дали испреплетени? Па да. Мислам, Делумно. делумно. Ако не целосно. Сигурно е испреплетено, мислам. Па, види, што мислиш за зошто некои апокалиптични текстови се повторуваат из различни култури? Како мислиш? За крај на светот, за не знам што е пример. Имаме пророштва каде што крај на светот се спомнува на повеќе религии, на повеќе места. Како настанот Како точно? настан деме крај на свет,
се спомнува и во нели кај нас во Балканот, Европа се спомнува, кај маите во Мексико се спомнува буквално секаде. Тој феномен крај на светот. Да. Дали на вистина ќе дое тој крај на свет или го валат луѓето од религијата? Ја Но- верувам дека на вистина ќе дое некогаш крај на светот. Тој може да е буквално било кога. Според научници има многу години, не знам колку години се, да не кажам, да не излажам. Ама мислам дека се спомнуваат причина зашто сите се некако Плашени од тој момент. ги интересира тој момент. Се уплашени да, ама Повеќе повеќе фасцинирани. да фасцинација така крај на светот што може да биде ово на така. Да. Ама мислам дека сите забораваме дека земјата е како топка што се врти, камен, земја, вода и така натаму, и како што звезди умираат у небото и експлодираат и други планети експлодираат, ги снимаат, така и ние можеме, не. Добро, има теорија веќе кој ги спомна планетите, има теорија дека Марс некогаш била планета како Земјата и дека таму имало живот и ради тоа сега нели луѓе во кај вода, не знам што им наоѓаат таму. Има таква теорија дека на Марс имало некој живот, како што има на Земја исто. Сега тука има друга легенда се јавува као луѓето во тоа време се населија на Земјата и усвари тогаш доаѓаат модерните луѓе. Има многу теории, има многу легенди. И низ вековите луѓето постојано тврделе дека виделе, дека знаат за настани кои што ќе се случат војни, предупредувале за војни катастрофи, за болести, пат на цивилизација и така натаму. Дел од нив се кога ќе се случат така случајност, други се па и морничаво прецизни. Што можам да кажам за Симпсонови, буквално. Не знам, постојат многу пророчки предупредувања и предвидувања, меѓутоа Симпсонови мене ми се број 1. Буквално Цртанов е до детал, точно, што е морничаво дури во еден момент кога ги гледаш, не знам, слики од типот на делови сечоци како Доналд Трамп ќе се качува на ескалатор, како Коби Брајан ќе погине, како ќе дојде ковидот, како ќе дојде нова чума, како ќе биде со бродот сега последно и тоа го имаше како предвидување. Буквално има многу предупредувања, многу предвидувања кои што се идентични. Да, знам. Мислам ги немам гледано целосно, ама знам дека има такво. Баш е мрничаво. Што ќе ни кажеш за Нострадамус? За Нострадамус, тој бил француски астролог од 16 век и ја напишал книгата на предвидување. Предвидување, Предвидување, да. Тама е непозната и за него знам дека 1555, мислам дека било тоа книгата. Да, тогаш. И сега не ги знам сите предвидувања, имал многу, ама најпознато што предвидела е рушењето на кулите. Да, на кулите близначки. Да, кулите близначки. Да, тоа е едно од најголемите предвидувања негови и сега интересно се спојува со Баба Вања, тука кај нас од Балканот, нели од Бугарија. Исто и она го има предвидено истиот момент. И сега тука се јава прашањето како може сега двајца луѓе кои што биле од две различни временски дистанции да предвидуваат една иста работа. Пак ќе кажам, некој можеби тие стихови што он ги има напишано на Нострадамус и ги зема како дел, еве тука кажува, ама пак се совпаѓаат. Тоа е многу интересно. За тоа нема. Дали мислиш дека може некој да предвиди? Да, ама на специфичен начин. Иднината не ја знаеме, логично, и не може да ја знаеме, зашто е нешто што се уште се нема случено. Ама за предвидување
Верувам дека е возможно во ситуација каде што прво човекот ќе е многу, како да кажам, ќе се знае многу добро сам себе и ќе е многу поврзан духовно и со духовниот дел од сам себе ќе биде многу поврзан. Прво тоа. А потоа предвидување може да биде во стил на сон. Верувам дека соновите што ги сонуваме може да предвидат. Што ќе се случи? Да. Може да е Види, нешто за себе, но може да е нешто општо. тоа за сонот усвари е како јас имам слушното дека кажува делови кои што најмногу ги размислуваме потсвесно и во сонот ти бараш решение за некои проблеми кои што ти сакаш да ги решиш. Не да, ја за сонови имам читано и според биологија, да се каже, тоа е само потсвесно мислење, тоа што навеќе го мислиме, на тоа што бараме решение, на тоа што се фокусираме и така натаму, со тоа што имаме проблеми. Ама моје верување е дека не е само тоа. Има дека нешто подлабоко. Има нешто подлабоко. Зашто има некои сонови, пример, јас што сум ги сонувала и јас стварно не се... не да се оствариле, туку ја не се сеќам на тоа дека воопшто ја да се замарам, не ми ни текнало мене нешто Да, види, такво. окей, некогаш е потсвест. Потсвесно ние размислуваме многу пати за некои работи кои што не се приоритет. Тоа е точно, ама ова ќе биде како да се фалам се, ама Како? Фали се. со потсвеста, да, потсвест значи дека не сме свесни за тоа, ама јас толку сум некако сакам да навлезам во тој дел повеќе за себе и потсвест, иако не може да ја мислиме, може да се почувствува ако доволно се фокусираш. Ќе почувствуваш како тоа е фактички како интуиција на некој начин. Можеш да почувствуваш околу што е барам. Ама тоа е надвора тема. За соновиве мислам дека Можеме со тоа цела може да се... емисија да се направи за нив. Да, може. Дали мислиш дека годината може воопшто да се предвиди, да се види? Па. Мислам дека... Тоа се овие гатачи, бе. Па пак не е истиот одговор на некој начин. За предвидувањето? Да, дека може, ама треба стварно многу да си поврзан. Тоа значи дека има луѓе кои што предвидуваат. Ја позади камера зборам, Јако да е, јаки збор. Мислам дека да, постојат луѓе што може да предвидат. Се не онака детално се што како ќе се случи, ама некои моменти може да се предвидат. Ама тоа стварно ретко. Не верувам дека секој ете гатач со карти или било што може да предвиди што ќе се случи на некој. Апсолутно. Затоа треба многу да има голема онака фокусираност, енергија и така натаму. Што За да може да се реши нешто. да се предвиди нешто. Друго интересно појавување е, мислам, предвидување за маите и за крајот на светот. 2012 година беше тоа актуелно као доаѓа крајот на светот и тука веќе завршува и сите беа уплашени за тој ден. Али усвари тоа за маите представувало само промена на циклус. Како што за нас е преминот 2025 во 2026 година, за маите представувало таков циклус, таква промена. Буквално промена на година или промена на некој циклус. Колку медиумите ги привлекуваат ваквите приказни? Па многу. Зашо многу е полесно да ги прочиташ на медиуми. Средно да прочиташ туку да ти излезе. А не само тоа, медиумите за кликбейт се прават, знаеш, и некои вакви начин Нека ставам ти настани, збори. некои вакви настани као
или предвидувањето за крајот на светот, се буквално фасцинантни и ги привлекува луѓето. И буквално сите као отвараат и читат. Ја мислам дека поише медиумите го користат за кликбейт, отколку за момент за вистинско информирање. То, да. Секој секогаш ќе користи тоа за да се добие гледаност. Тоа е моje мислење. Да, ама и да го користи за гледаност пак може да пријави многу интерес кај луѓе. Не само за да гледаат, туку дете за да се привлечат кон тоа да научат. Нели рековме ги зборуваме и за символи. Тие нели постојат, минатата емисија зборувавме и за дел фативме за символи кои што ги имаат илуминати, масонерија и така натаму. Тие постојат нели уште од најстари цивилизации и постојат на многу нивои, на многу начини. Некои луѓе ги гледаат религиозно, некои ги гледаат мистично, некои ги гледаат поврзани со тајни друштва, некои ги гледаат, не знам, ќе кажам морничаво. Знаеш, као морничава страна од демонски аспект. Еден символ кој што буквално секогаш ни се појавува е окото што гледа се. Тргни од поп културата, од музиката, од Холивуд, не знам... Тоа е како триаголничето. Триаголникот со окото, да. И моментот окото што гледа се. Тука постојат две поделби. Некои луѓе веруваат дека тоа е религиозен аспект и дека представува дека Бог гледа се и дека е над нас и дека не прати што правиме ние, а од друга страна го користат и тајните символи како илуминати, масонерија и така натаму. Пак ќе кажам, најинтересен дел ми е, минатата емисија спомнавме, се пак ќе споменам, што овој символ го има на американскиот долар, $1 што е парата, буквално го има овој символ. Дали американците сакаат нешто да кажат или не знам. Ако го сметаат на добро, пробуваат демек да го направат така. Кај е добро, ние сме добрата душа. Да. Ама од друга страна може баш дека и те гледа се, Као да ви кажам дека се бе пратам. Да ви известам дека се да знаете кај сте, што сте, само да не ми многу ашикувате. Дали имаш средното пентаграм? Да. Не да имам у школа. И што значи пентаграмот? Според тебе, знам дека има многу символи и многу начини го гледате. Тука има као духовен символ и као религиозен, има и пентаграм за, хајде да кажам, секти го користат многу. Да, не знам, ја го најчесто го имам видено, секогаш го имам видено употребено како сатанистички символ. Така да пентаграмот за мене не е со добро значење. Види како го делат тоа луѓето. Пентаграмот го делат на два начини. Ако нели едниот крак е горе, па звездата доаѓа надолу, тогаш е као рамнотежа, значи духовна рамнотежа и го сметаат за духовен символ. А ако пентаграмот е свртен обратно, каде што се, да кажам, нозете му се горе, двата краци се горниот дел, па доаѓа надолу, тогаш представува сатанистички символ. И луѓето го исцртуваат како јарец, или доаѓа облик на глава на јарец и јарецот знаеме дека символизира Сатан и така натаму. Тоа е зашо го користат символот. Сега, што ти мислиш за тоа? Како што реков, за мене тоа значењето, не сум знаела дека така делат. Да. А и никогаш го немам видено употребено на така добар начин, да се каже. Со еден крак горе? Без разлика и да е така со еден крак горе или со двата, пак било како тебе ти символизира сатанистички символи, тоа е тоа. Да. Види, пак ја кажам, некои цивилизација, некои луѓе користат тоа пак као духовен знак или символ за заштита. Ти викам, некој го гледа као религиозно, рамнотежа, духовна и така натаму, некој го гледа као
5 елементи споени во едно, вода, воздух, земја и така натаму. Да. Има различни толкувања и сега секој си го гледа на свој начин. Меѓутоа, според мене, ја мислам дека сатанистички символ е број 1, Да, тоа. кој што го користат и многу го има и сектите го користат премногу и така натаму. Па затоа тоа викам секојаш е употребен на тој начин. Така да. Дали мислиш дека тие символи навистина носат моќ? Да. Како што крстот не е символ, ама Добро. носи моќ. И сега ќе биде како за првата емисија која зборев за енергија. Енерджија. Ама зошто примерите сега прво ми текнама во хорор филмови каде што тргаат духови и така натаму. Вака го криваат крстот. Зашто многу голема енергија држи, добра, што тргаваш.